Jemi sërish së bashku dhe jam këtu me kolegen, nëse mund ta quaj kështu, Marja Mitevska, e cila do të na tregoj pak më tepër se cilat janë sfidat e gazetarisë investigative, të qenurit grua gazetare, por edhe për çmimet e saj më të fundit, të cilat i ka marrë në bashkëpunim me kolegët e saj gazetar. Vi благодарам што сте денес со нас, за да споделите и малку од вашето искуство во врска со оваа тема. Ви благодарам и на вас за поканата и поздрав до гледачите на Алсат. Знам дека последниве денови вие сте земале две многу значајни награди, кои се Никола Младенов заедно со екипата од КОД и најиновативен новинарски производ заедно со ИРЛ, ако може да кажеме вака. Може да ни кажете малку повеќе и за нашите гледачи што не се ни новинари во светот на медиумот и може да не знаат за овие награди. И колку се тие значајни, особено за вас? Така е, значи Македонскиот институт за медиуми веќе долги години ја доделува наградата за најдобра истражувачка сторија пред се. Така започна. Ја крсти Никола Младенов по загинувањето на колегата. Секоја година се бираат трите најдобри истражувачки истории, прво, второ и трето место. Од пред неколку години ја воведоа и наградата на иновативен новинарски производ и има и за колегите фоторепортери најдобра фотографија за извинатата година. КОД аплицираше со серијата истражувања во енергетскиот сектор. Значи, работевме речиси цела година и не само минатата и предходно на стории поврзани со овој сектор, претежно за работењето на рекбитола, тендерите за набавката на увозот на јаглен, потоа за тендерите за ангажирање на помошна механизација со марковски компани, како и набавката на мазут. Речиси практично сите стори има некаква разрешница институционална, еве да кажам на некој начин, не е докрај, но започна процесот. Знаеме дека за набавката на мазут ги приведоа собствениците на РКМ и на Пуцко Петрол неодамна, а владата кога дојде на власт, новата влада го раскина договорот со марковски компании, кој што потпишуваше долго време за што се трошат милиони евра и дека тука беа проблеми подизвидувачите кои што беа поврзани со тогашните власти и за увозот на јаглен истрагата е во тек, па ќе видиме и таму, нели, се надеваме на некаква разрешница. Така што КОД ја доби првата награда во прилично голема конкуренција годинава, што ми е особено драго. Имавме навистина добри истражувачки истории од колегите. Жирито одлучи нашата да добие, нели, прво место, а во однос на најиновативен истражувачки производ, како што кажа наградата, таму нема прво и второ, трето место, ја делам со истражувачката репортерска лабораторија, што ми е особено драго, бидејќи Сашка Цветковска и Елена Митревска ми се пријателки од средно школа и беше убаво да се дели со нив подиумот и една ваква награда, која што, како што и кажав, нели, на самото доделување е особено важна за мене, затоа што секогаш во текот на целата моја кариера сум се трудела да сум во тек со развојот на технологијата и да ја применувам и во моите истражувања и во моите стории што ги работам. Наградите се секако многу важни за нас, особено фактот што се трудиш, работиш, истражуваш, е навистина исцрпна работа. Понекогаш, за жал, нели, не се исплати во смисла ќе откриеш нешто, но нема да допре тоа до институциите, нема да има, нели, некаков развој. Но и во случајов имаше. Убаво е кога некој, нели, ја вреднува работата која што ја вршиш, а од друга страна, мислам дека повеќе овие награди се ете некаков кураж за нас, новинарите, да продолжиме да работиме покрај сите предизвици што ни се, нели, случуваат во текот на истражувањата.
Луѓето мислам дека барем оваа награда генерално ја знаат, бидејќи постои долги години, добивме доста честитки, например не само од колегите, кои што нели нормално ја знаат наградата, туку добивме многу честитки од извори кои што ги консултираме за нашите истражувања, од пријатели, од роднини, од блиски. Така што убаво е чувството, да се добие награда како некоја круна нели на завршената работа. Баш така и баш ми е мило што сте го добили вие оваа награда и ви честитам уште еднаш. Истражувачко новинарство изгледа како нешто многу тешко, многу непознато. Може да ми кажете како се одвива, како оди процесот за се, значи од старт до крај, до објавувањето? Тешко е, како што кажавте и вие. Мислам дека за да се биде истражувачки новинар првично е да се запрашуваш за се и се што, да се трудиш се да дознаеш што не ти е јасно, буквално да копаш под површината. Зависи од темата која што се работи. Нели, некоја е полесно сработлива, некоја е потешко сработлива, никогаш и не газат роковите, бидејќи, како што знае јавноста, код се емитува еднаш неделно и понекогаш сме и во трка со времето. Но факт е дека истражувачките новинари мора да бидат информирани за се што се случува. Најчесто може некогаш темата да тргне од нешто сосем мало, случајно, кое што некој од нас ке се заинтересира да провери, да види, па може да се прошири во цела историја. Факт е дека мора да имате многу извори, многу да се консултирате, да зборувате со луѓе кои што може да ви помогне, се експерти во одредена област за која нели се работи историјата. Сето тоа луѓето не го гледаат, бидејќи го гледаат финалниот продукт во една емисија од 30 или 40 минути, а всушност позадината е многу повеќе работа која што на крајот од денот не се става целата на хартија, туку нели тоа се преджвакува, се прави, се симплицира за нели на луѓето да им се пренесе наједноставно што може да го разберат и да го постигне нели најголемиот ефект што го имаме. Никогаш и фрустрира, затоа што никогаш наидуваш и на зид кога работиш одредена историја, никогаш не зависи од нас, никогаш зависи и од институциите кога бараш некоја информација, па дали ќе ја добиеш, дали ќе го најдеш вистинскиот извор. Тешка е работа, ама кога го имате новинарскиот порив и кога навистина се борите за промени во општеството и се борите за подобро општество, тоа е она што еве и ден денес ме тера да го работам тоа што го работам и покрај нели сите предизвици. Кога зборуваме за предизвици, и вие спомнавте дека не секогаш може да се најдат тие извори кои вие ги барате. Што се случува во ваков случај, кога не може да најдете некој документ или некој извор, тоа што вие го барате особено? Во тие случаи или се остава темата, се чека за да се развие како што треба, или се наоѓа некаков друг начин како може да се дојде нели до одреден документ или до одреден извор, се разбира понекогаш. Тоа е предизвик во себе си тогаш. Да, некогаш е тоа нели анонимно, некогаш е скришно. Зависи, пак ќе кажам, од темата. Факт е дека нели изворите се драгоцени за новинарите, без нив нели не би можеле да работиме, понекогаш и од нив дознаваме информација, па потоа нели решаваме да ја преточиме во историја, понекогаш тие ни помагаат за одредена информација која имаме за да ни ја потврдат или не, дали е вистинска, релевантна и вреди да се работи. Предизвик е секогаш или помал или поголем предизвик, секогаш има нешто што ете така до последен момент не знаеш дали ќе можеш да сработиш нешто или да не сработиш, ма на крајот на денот секогаш имаме емисија во недела или после вестите на Телма.
е предизвикувачко и не знаете дали се вестите релевантни, не знаете дали се точни, не знаете дали ќе може ви да ги употребувате, можеби. Како се проверуваат овие вести? Информациите, тоа е златно правило во новинарството, не знам тоа дали луѓето или гледачите го знаат. Златно правило е дека одредена информација треба да ти ја потврдат најмалку 2 релевантни извори. Најмалку 2. Најмалку 2. Значи треба да се најде еден извор, една вест што и да, и после да се провери во 2 различни места. Така. И сето ова треба да се прави во многу кратко време, ако може да се каже вака. Да, така е. Сега искуството си го прави своето, многу е важно и новинарот да знае кај кого треба да се обрати. И затоа истражувањата се тешки за работа, ама од друга страна искуството на новинарот си го прави своето, да знаеш на која институција, каде треба да се обратиш, кој би можел да ти биде потенцијален извор. Така е многу полесно, односно помалку време се губи. Затоа кажав, мора истражувачките новинари буквално да бидат информирани за се и да следат што се случува во секоја област и секоја пора на општеството. Мислам дека некогаш многу е важно да се знае кај да се бара, отколку тоа што сакаш да бараш. Точно. Кажете ми, знам дека вие ги спомнавте и КОД, и ИРЛ, и се гледа дека имате и многу колегијалност помеѓу вас. Само кажете ми за вакви сториња, истражувачко новинарство зашто изборуваме. Знам дека некогаш требаат и многу луѓе за да се одвива една сторија како што треба до крај. Како се организирате вие помеѓу себе за да има секоја своја работа, за на крај да излезе еден финален продукт за гледачите? Така, ние сме екипа од 4 во КОД. Значи јас, Сргјан Стојанчов, Миомир Серафимовиќ и уредничката Снежана Лупевска-Созен. И секогаш понеделнички после емитуваната емисија во недела имаме состанок за да се договориме нели како ќе ни изгледа наредната емисија и да ги поделиме обврските за кој аспект од одредена тема ќе се фати. Понекогаш цела емисија е посветена на одредена тема, понекогаш имаме во една емисија 2 до 3 теми. Зависи, некогаш и ја продолжуваме. Сега го имаме нели случајот со Кочани пожарот. Имавме нели вонредна емисија КОД во вторникот, во неделата повторно имавме емисија и како излагаат нови информации, како повеќе копате дели дознавате работи, така и продолжувате со сториите. Така што тоа е секогаш работа на договор измеѓу нас. Не сме мала екипа, 4 сме луѓе, секогаш успеваме некако да се координираме и да се помагаме меѓусебно, бидејќи ако не си помагаме меѓусебно, нема шанси да го направиме крајниот продукт. Би сакала да зборувам и за еден друг аспект. Каков предизвик или што значи да си биде жена новинар? Што значи да си биде новинарка во нашата земја во ова време? Кажете ми повеќе и од вашето искуство. Факт е дека како новинарка сум почесто мета од мажите на некакви онлайн вознемирувања, на некаков сексизам и такви коментари, на дискриминација, иако мажите тоа нема никогаш да го признаат. Жените се поголем број во фелата, но се да речеме помалку застапени на раководни функции во медиумите. Јас имам среќа да сум од медиум кој што практично на челните позиции се жени и тоа ми е особено драго и чест да бидам дел од една таква средина за работа, но тоа не е случај во другите медиуми. Факт е дека мораме и ние самите да бидеме погласни за проблемите со кои што се соочуваме нели во фелата. Општеството ни е такво какво што ни е, посебно со развојот нели на технологијата на интернетот, почесто новинарките се цел на такви напади на интернет. Со таа цел и неодамна ја формиравме и женската медиумска мрежа во ноември, при крајот на ноември минатата година. Веќе реагиравме 2 пати за напади врз колешки.
Исто така направив малатка за зачленување. Колешките од координативното тело ме избраа мене за председател да ја раководам. Тоа ми е уште една чест во животот што можам да ја правам и некако да придонесам и во тој дел во фелата. Така што има и таму многу предизвици и многу работа, но мораме да се обединиме како жени во медиумите и не говорам само за новинарките, за сите медиумски работнички, бидејќи ги има и во монтажа, ги има и позади камера, позади апарат, ги има нели на сите можни работни места. Затоа што ако не сме солидарни, ако заеднички не си помагаме и не се бориме за своите права, тоа нема никој да го направи во нашето име. Се согласувам 100% со вас за ова. Спомнавте различни аспекти од медиуми, нели монтажа, телевизија, новинарство, сите овие, значи знаеме дека за да работиш во медиуми, значи или да работиш во телевизија или да работиш во например во напишано новинарство. Кога зборуваме за истражувачкото новинарство, која е разликата помеѓу тоа да се објави во телевизија и тоа да биде напишано за тие што сакаат да читат? Па бидејќи имам искуство и во двете, предходно работев за друг медиум, каде што имаше и веб содржини, а сега нели сум во Телма, телевизија, да, така. Поголем предизвик е затоа што телевизијата е еден медиум кој што мораш да имаш слика за да им го доловиш на луѓето тоа што го кажуваш. А посебно кога правиш емисија долга 30-40 минути, тоа е материјал кој што е сериозен и треба да се подготви претходно. Не е прилог за вести од 2,5-3 минути, па ќе се снајдеш. Стварно и тука многу помагаат монтажерите наши, кои што работат на емисијата и секако снимателите. И крајниот продукт е секогаш тимска работа. Да, новинарите се тие кои што истражуваат, кои што го пишуваат текстот, разговараат со изворите и така натака, но за да го имаш крајниот продукт код на телевизија, потребен ти е и снимател за да го долови тоа што ние сакаме да го пренесеме и секогаш има разговори што ни треба, нели како ни треба од инсерти и визуализација. Секако тука се и монтажерите кои што нели тоа го опакуваат, а во последно време нели со развојот на технологијата тука се и луѓето кои што прават графика, да не ги забораваме нив, и кои што исто така многу помагаат во визуелниот дел на истражувачките стории нели на самата емисија. И ние сме благодарни на сите тие што работат и позади камерата, пошто знаеме за да излезе една емисија добра како што треба, мора тимска работа, има многу луѓе позади камерите што работат за една емисија. Јас ви благодарам што бевте вие дел од нашата емисија денес. Ви честитам уште еднаш и ви посакувам многу успех со многу интересни и нови истражувања што треба да ги знаат и да ги гледат сите во нашата земја. Ви благодарам и вам.